Се исполнува сонот на многу генерации, железничка врска меѓу Скопје и Софија. Многу задоволни лица и еуфорија денес на железничката станица Ѓуешево. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и неговиот бугарски колега Горас Караджов ставија подпис на договорот за изградба на меѓуграничниот железнички тунел меѓу Македонија и Бугарија, кој е дел од пругата на коридорот 8. Навистина е задоволство да денеска се биде тука во Ѓуешево и да подпишеме еден договор кој што мислам дека е сон на генерации од двете страни на границата. Нешто за што сме читале, нешто за што сме учеле, уште кога сме биле деца, тоа е дека двете држави, двата главни града, Скопје и Софија треба да се поврзат со железничка врска. Со подпишувањето на овој спогодба денес ние се враќаме кон животот повеќе од еден век повеќе, 138 години од оцртувањето на првата балканска така наречена железница и стартувањето на контактот, врската помеѓу Скопје и Софија. Тоа е долга мечта, тоа е многу сакан проект. На свеченоста присуствуваа представници на Европската комисија, НАТО, на Соединетите Американски држави, амбасадорката на САД во земјава Анџела Агелар, како и представници на меѓународните финансиски институции. Ова е мощно важен договор за двете земји, но и за целиот регион, за целата Европска унија и низините земји членки, но и за сите истомисленици од меѓународната заедница. Должината на тунелот е околу 2,4 километри по половина на македонска и бугарска страна. На наша страна се 3 делници. Николовски најави дека во скоро време ќе го покани вице-премиерот Караджов во Македонија на завршување на пругата од Белјаковце до Крива Паланка, како и на отпочнување на градежните работи на пругата од Крива Паланка до границата. Според најавите, следниот месец ќе се распише повикот за избор на изведувач за тунелот. Инаку пругата кон Бугарија почна да се гради во далечната 1994 година.